Ангел Бојаджиев е новиот председател на фудбалскиот клуб Брегалница. По двата неуспешни обиди за продажба на акциите на Брегалница и заменувањето на турците, предводени од Јуксел и Есилова, кои создадоа голем број на проблеми, новото раководство најави низа промени кои Брегалница ќе остават во првата лига. По реновирањето на теренот во наредниот период ќе започнеме со реновирање на трибините и клупските простори, најави новиот председател Ангел Бојаджиев. Веќе градоначалникот на општина Штип и собранието распиша тендер за реконструкција комплетна на западната трибина. Ние од сопствени сили во фудбалскиот клуб Брегалница заедно со сите, начело со мене, заедно со извршниот директор со фудбалерите, ќе направиме на реконструкција на овие простори кои што сега се наоѓаме, ќе направиме еден спрат горе за да ги смалиме кириите кои што сега ги даваме на самите фудбалери. Општина Штип понатаму останува сопственик на ФК Брегалница. Изборот на новото раководство влева оптимизам во редовите на клубот. Брегалница останува да функционира и да биде во собственост на општина Штип. Понатаму кои ќе се преземат мерки, ќе каже самиот председател, кој веќе нагласи некој и ќе се надеваме дека Брегалница ќе извадиме од оваа фудбалска криза и ќе продолжиме да функционираме безпрекорно понатаму. Она што веќе година и пол и не достига на Брегалница е 12-тиот играч публиката. Пред крајот на првиот дел од сезоната фудбалерите се надеваат дека на 20-ти овој месец прилепска победа ќе дочекаат на домашен терен. Се надевам дека ќе успее целиот терен да се санира како што треба, бидејќи има некои работи кои што надворешно треба да се санираат за да се исполнат условите да играме на домашен терен. Ако успееме до тоа време ќе биде супер. Бидејќи мислам дека штипската публика и штипени заслужуваат Брегалница да игра во својот град, а не веќе година и пол играме малтене на гостински терен. Во саботата на стадионот во Кочани фудбалерите на Брегалница покажа одлична игра и покрај поразот кој им го нанесе Вардар со резултат од 1-0. Моментално Брегалница се наоѓа на последната позиција со само 8 бода.